Сообраќајна несреќа со голем број повредени и со изгореници денеска беше симулирана во центарот на градот во Штип, во организација на Црвен крст Штип, во соработка со полициската станица за безбедност во сообраќајот. Целта на настанот е да се подигне јавната свест за правилно и одговорно учество во сообраќајот. Доаѓањето на летната туристичка сезона, за жал сообраќајните незгоди не се почести. Од тие причини, возачите, односно учесниците во сообраќајот, се должни да укажат прва помош на место на догодена сообраќајна незгода. Со таа цел да спречат настанување на тешки последици по здравјето на луѓето, односно да спасат нечи живот. Апелирам да ги почитуваат сообраќајните правила и доколку најдат на догодена сообраќајна незгода, правилно и успешно да ја укажат првата помош за спасување нечи живот. Денес општинската организација на Црвен крст Штип во соработка со полициската станица за безбедност во сообраќајот ја реализира тоа показна вежба за укажување на прва помош, односно симулација на сообраќајна несреќа. Ние како општинска организација посебен акцент даваме во нашето работење на едукацијата за прва помош. Во нашите простории секојдневно се обучуваат лица, односно возачи за укажување на прва помош. И тоа е нашата интенција да укажеме дека првата помош спасува живот и дека секој мора да ја знае, да ја укаже, бидејќи доколку не знаеме да укажеме, може да направиме поголема штета. Возачите совесни, смирени и внимателни укажаа помош на повредените во сообраќајката. Бев изненаден од ситуацијата во која ме затекна службените лица на Министерството за внатрешни работи. Само ми беше укажано на кратко, дека има сообраќајна незгода во која е потребно да се пружи помош. Мислам дека успеав на достоен начин да им укажам прва помош на дечкиве кои беа инволвирани во случајов. Како показна вежба за дека треба да се знае прва помош, да се укаже оти сега е показна вежба, ама некој пат нема да биде показна вежба и со некоја мала наша постапка ќе спасеме нечи живот. Повредените од сообраќајната незгода задоволни од укажаната помош со поука да не се вози во алкохолизирана состојба. Тие за среќа успеа да ни дадат правилна помош. Секако дека последица од сообраќајната несреќа беше алкохолот. Сообраќајката беше дел на алкохолот, значи беше супер, успеа да ни ја укажат првата помош на време. За да не се повтори оваа слика, секогаш да се почитуваат правилата и законите, секогаш треба да се користи сигурносниот појас, никогаш не треба да се вози под дејство на алкохол и никогаш да не се зборува на мобилен телефон додека управувате возило.